Тие не мислат воопшто, преку овие напишани глупости, дека галопирачкиот раст на јавниот долг ја подкопува не само економската, туку и политичката стабилност, или барем дека со тоа се дзида една од основните предпоставки за тоа. Не дај Боже, ќе се соочиме со тоа. Не мислат дека огромното задолжување не го поттикнува економскиот раст, ни приближно соодветно на износот на вбризганите пари во целиот овој период. Бројките за растот, кои што Никола ги имаше во табелата, јасно покажуваат. Не мислат дека извесното намалување на застрашувачката стапка на невработеност е резултат на досега најинтензивниот период на емигрирање од Македонија од државата и на застрашувачкото вработување во јавниот сектор на сите партиски војници по сите видови партиски листи. Тој мал процент на намалување на стапката на невработеност е резултат пред се на тие две ситуации. Исселувањето од земјата и трпањето во јавната администрација на се и се што. Не мислат дека стапката на сиромаштија, токму во време на оваа нивна фискална политика, најмногу се искачи. Повисока е од сите држави во Европа, повисока е од американската, те имаат 41,3 Гини коефициент, Никола зборуваше, нашиот е 44, а што значи тоа? Ако е 100, сите пари се наоѓаат кај едно семејство. Ако е 0, сите имаат еднаков буџет на располагање. Значи, ова е, нашиот е со најнееднаквите земји во Латинска Америка и во афричкиот дел од континентот. Не мислат дека со оваа фискална политика нееднаквоста во земјата достигна вртоглави висини. Не мислат дека да платиш патни и дневни трошоци од 1,6 милиони евра само до Фиренца не е строга контрола на јавните финансии. Туку е тоа строга контрола на јавните финансии, плаќајќи 1,6 милиони евра за шетање, да ги разгледуваат сите идиоти кои што разбираат и не разбираат како се леат овие фигури од кои што се сопкаат веќе сите скопски патници и странски минувачи. Не мислат дека изградбата на анахрони бетонски капи, карикатурални стиропорни фасади, панорамски тркала, бетонски пловни објекти во фекалиите на Вардар и така натаму, не само што не е строга контрола на јавните расходи, а тие пишуваат за строга контрола на јавните финансии, како порано, така и од сега натаму, туку е шизофренично мајтапење со сиромаштијата и културната традиција на овој народ со парите на тој народ. Од цитираниот пасус заклучуваме дека тие ќе продолжат по таа победоносна патека во водењето на јавните финансии на државата. Се си правеле како што треба, па нема зошто да менуваат. Но во следниот пасус од ова исто глупаво и лажливо образложение пишува: проекцијата на јавните финансии се базира на определбата за нивна етапна консолидација. Пазите сега што пишува после се ова претходно. Значи ќе пристапат и кон етапна консолидација на се што тоа течело мед и млеко во водењето на јавните финансии. И сега да се чудите. Одеднаш тоа што било цело време стабилизирачко, строго контролирано, што одело добро, треба да се консолидира. Чудно како таква мудра политика ги деконсолидирала јавните финансии на Македонија
имајќи предвид оваа реченица во образложението. Дали е ова фројдовски подсвесен говор? Не е. Зошто не е? Затоа што и новиот буџет е направен да оди под деконсолидирачка патека кон разнебитување на јавните финансии. Па зошто тогаш е напишана таа втора, диаметрално спротивна реченица? За да ја измамат Европската комисија и Меѓународниот монетарен фонд, овие наши бескрупулозни господари на лагата. Имено, тоа е некаков, се разбира повеќе никаков, одговор на она што стои на страна 15 од извештајот за прогресот на Република Македонија во 2014 година, а таму стои: економската, цитирам, економската политика и управувањето со јавните расходи остануваат водени од ад-хок прашања наместо од долгорочни потреби на економијата. А на страна 18 од истиот извештај, кој што беше тема на денот, но за жал кратко траат. Тие дискусии продолжува во тој извештај. Фискалната дисциплина и квалитетот на јавните расходи дополнително се влошени во 2013 и 2014. Значи се дополнително влошени, не почнале да се влошуваат. Значи нема сите години добра, мудра, строга контрола на јавните финанси, туку има континуирано влошување според оценките и на оние што се задолжени и од страна да даваат суд, или она што Адам Смит го нарекува непристрасен спектатор. Фискалната дисциплина и квалитетот на јавните расходи дополнително се влоши. Во двете години, продолжува, владата повторно беше притисната да усвои измени и дополнување на буџетот поради притисоци од кусоците на приходи и исплаќањето за останати долгови кон приватниот сектор. Дефицитот на централната влада беше зголеме од 3,6 па на 3,9, на крајот 4,1. Одговорно тврдам, ни Европската комисија не го утврдила вистинскиот дефицит. Не е 4,1 тој што заврши. Тој е многу поголем. Поголемиот дефицит се крие во сите неисплатени долгови кон приватниот сектор. Тоа ќе го утврди некоја друга власт кога ќе ги погледне наново работите како што треба. Значи, спомнатата втора реченица, контрадикторна на првата, е формалниот одговор на овие и други слични недвосмислени наоди на Европската комисија за состојбите во јавните финансии. Де факто продолжува истата политика мамење, ефтин популизам, клиентелизам од највулгарен вид, приватизација на нашите пари. Имаше една трибина во организација на истиот организатор чии се нашите пари, значи приватизација на нашите пари од една група бескрупулозна, што не се случила во историјата на Македонија на овој начин да багателисува со парите на овој сиромашен народ. Давани за изборна корупција, за двонасочно подметување на релација господар-слуга, господар-поданик, бидејќи така се купуваат гласови, така стануваме послушни, кога не мислиме дека има друг избор за излез од оваа ситуација. Сега да видиме накусо како се одвивала таа добра политика, која ем ќе продолжи, ем ќе се консолидира. Табела 2 и 3, не знам колку е сега тоа прегледно. Прво се приходите, па расходите. Табела 2 и 3. Да, прво се приходите, па се расходите. Во втор дел, бидејќи е голема, па ја поделив. Што ни кажува? Во 2006
вкупните приходи изнесувале, значи малку подолга серија зедов, 104 милиарди. Во 2013 се вкупните приходи 140 милиарди. Тука има и за 14-та, за 10 месеци и за 15-та, но не ги спомнувам затоа што гледате потврлањето, зашто Узунов зборуваше, постојано се случуваат и ќе ја видиме на крајот таа приказка по известно време. Од тоа се гледа дека апсолутното ниво во тој период 2006-2013, 2006 ја земам затоа што до 2006 година Никола беше министер. Кон крајот дојдоа овие, така да на 2006 тие не влијаеле воопшто, туку почнува тамо од 2007 година. Значи, 34,8% е тој пораст кај вкупните приходи. Во истиот период, расходите се зголемени од 105 на 159, или за 53 милиарди, цели 50,8%, и ја гледате разликата меѓу растот на приходите и растот на расходите. Ако ја вклучиме 2015 година, бројка на таму, кај вкупните приходи, кај вкупните расходи, 181 милиарда и 777 милиони, апсолутниот раст од 2006, ако се случи тоа се оствари, ќе биде 76 милиарди разлика кај расходите, и тоа изнесува пораз од 72%. Бидејќи секоја година вкупните приходи потврлаат повеќе отколку вкупните работи, што го констатира и професорот Узунов, разликата, јазот, гепот ќе биде уште поголем, дефицитот ќе биде поголем, долгот ќе биде поголем од тој што го зборуваат, но ќе се обидат да го скријат како и многу други податоци, па потоа, после некое време, нели нека се дознае, они си ја завршиле својата работа. Дали ќе ми дозволите од дека? Само да го завршам овој дел, те молам. Но да не направиме грешка. Ние го гледаме буџетот на централната власт со фондовите. Тоа е тој консолидиран буџет. Овде не се наоѓаат сите трошоци, не се наоѓаат сите кредити, не се наоѓаат сите камати што ги плаќа овој народ. Тоа не е државата во целина. Трошењето над заработеното е уште поголемо од ова што се гледа преку овој буџет, што го усвоила Собранието на Република Македонија. Таму ги нема кредитите на предпријатието за јавни патишта. 600 милиона од Кина, па 300 милиона од некаде. И нема кредитите на македонските железници, ги нема кредитите на банката за поддршка на развојот во Македонија, на државната банка. Каматите од тие ги нема таму. Затоа манипулираа, еднаш се вика агенција за патишта, па потоа се вика предпријатие. Кога се вика агенција влегува во овој буџет, кога се вика јавно предпријатие излегува од тој буџет, па тие бројки не се гледаат таму. Второ, нездравоста на високиот раст на вкупните расходи се потврдува и преку јазот меѓу растот на вкупните расходи и растот на даночните приходи. Даночните приходи се најважни, затоа што ја апострофирам оваа работа, оваа поента, затоа што тоа е најздравиот извор од кој што вие може да правите државни институции, да финансирате се што треба една држава да финансира. Имено, даночните приходи од 2006 до 2013 година, тоа е во табела 1, Никола, такаш. Назад или напред? Напред. Табела 1. Се зголемени за 30,4 милиарди или за 33,6%,
а како што реков, расходите за 50,8%. Повторно не ја вклучувам пресметката за 2015, затоа што потврлувањата се многу големи. Нема да заврши со 4,1 дефицит. Тоа е сигурно. Кога веќе ја спомнувам приходната страна, зголемувањето на даночните приходи пишува дека ќе бидат поголеми во наредната година за 6,3 милиарди денара. Главно се должи на раст предвиден кај придонесите. За 4 милиарди и 14 милиона е предвидено дека во овој раст кај даноците ќе дојде од придонесите, што е 63,4% од тој вкупен раст на таа категорија даноци и придонеси, или над 52% од вкупно предвидениот квантум на раст на приходите во 2015 мислат дека ќе им дојде од придонесите. Ова значи дека главните очекувања на приходната страна се одоначувањето на хонорарите и примањата по основ на договор за дело. Од тоа очекуваат и планираат вакво зголемување на оваа ставка. Тоа значи дека не само штрајкот што денеска го гледавме, нема да ги поколеба да се откажат од одоначувањето на договорите за дело, на примањата по тој основ и од хонорарите. Ако треба, тие ќе го повторат 24 декември, кога ги тепаа пратениците, затоа што без таа бројка, гледате колкава е, веднаш им паѓа на почетокот овој буџет што го испланирале со надувани бројки. Ќе треба веднаш да прават измени на овој буџет што току го усвоија во собрание.